И како и секоја година, така и оваа година дојде епизодата што се вика Среќна нова година. И денески си направиме една рекапитулација на годинава со сите своји убави и неубави страни што ги имаше, мили и немили настани. Ама пред да пуштиме шпица и да си го почнеме муабето, да не заборам на крај, сакам да ви честитам нова година се. И не само да ви ја честитам, туку да ви посакам буквално се што сакате да ви се оствари. Сите убајни што ги имате на паметот да си ги доживеете. Значи дај Боже од срце ви посакам. Небитно дали ме сакаш, дали не можеш да ме поднесиш, не е битно, јас ви посакувам само убајни да ви се случи. И не само да ви се случват, туку уште побитно и да ви бидат доволни, да ве направат среќи. Оти на многу луѓе му се случваат убајни, само што не ги приметват во моментот заради тоа што не знам, мислат дека нешто друго е попаметно или поубаво така натаму. Значи уживајте во моментот, уживајте во благословите што ги имате во животот, пошто ги имаме многу. И следната година нека биде една уба година, целосно. Така, сега си пуштиме на шпица и да си почнеме муабет. Ајде бате, за последен пат годинава, пуштај! 2025-та беше една турбулентна година. И то турбуленција, бате, хаос, планини и долини работа. Море одвоени во свет, море бомбардирање, море пожари кај, море починување луѓе еден тон што и познавам, па и наши фамилиарни луѓе. Се имаше и убави моменти, фала Богу. Покрај лошите годинава ги имав и едни од најдобрите денови во животот што сум ги имал. Тоа беше најтерсене момент уствари. Ова не знам дали го имам кажано до се. Ама на денот кога дознавме дека Милена е трудна, се случи пожар во Кочани. Мислам вечерта претходно. Значи сабајлето провервам и почнувам да читам јас по социјални мреži. И почнувам одма да пишам пораки по луѓето што и познавам, што знам дека се таму, што од Кочани, што од Штип, што од Скопје, што од музичарите и така натаму. Пораки на кои се надеваш дека ќе добиеш одговора, уствари подоцна од текот на денот сваќаш дека никогаш нема да ти одговори никој. И се од една страна си раскинат овде, сакаш да си тажен, од друга страна ја добиваш можда најсреќната вест во животот и уште поќе сакаш да си среќен. И си и среќен и тажен истовремено, ама не смеш емоција покажеш, пошто баш тие првите моменти кај жената е најбитно да нема нагли емотивни моменти и такви работи што направи Виктор в кола и Солун. Тоа ми беше инстинктивно некако, не знам, мај што ќе правиме кефој двајца, дај до Солун ќе супер ќе до Солун, пошто не дека таму немаш интернет, ама пак ќе шеташ, ќе гледаш ваму таму по продавници, дури споминиш се дурова она и ќе седниш по ручекта ќе јадиш нешто, тогаш може да ќе видиш интернет. И цело време гледав да што помалце негативно влијам на денот, ама нормално не може во целости, нормално дека и Милена виде што се случи. И та знаеш дека познавам луѓе оттаму, тек подоцна му кажував кој се шо как. Многу лошо, па да не прам муабет колку му е лоша годината на сите што изгубија некој од фамилијата таму. Оти друго е ти да познаваш некој да го гледаш како фамилија, друго е стварно да ти е фамилија. Така што се надевам дека ова кобна година за толку многу фамилии ќе оставиме назад и дека од 26-та натаму ќе имате само среќа, здравје, љубов и се што е најубаво на светот. И што помалце ќе слушаме за вакви работи и се надевам дека конечно ќе почнеме да се оправаме малце како држава и како народ. Крајот на денот народот да прави држава. И можеме да кривиме кој сакаме, ама мора да почнеме од себе. Значи дур не почнеме од себе си ништо. И така со тек на времето пантареј, почнуваш па да заживуваш, да се радваш на работите што следат, пошто тоа е животот. Па си испоженија пола другарите, брат ми исто свадба правеше, па почна мешето да расти, па се фокусираш на тоа и прв пат годинава после многу долго време не извев ни една песна во 2025. Барем по една вадев годината, макар што сум вадел и по поќе претходно, ама пошто зафатен последниве години, една до две излегваше сега ни една годинава, пошто бев фокусиран на тоа што поќе можам да сработам за да бидам спремен за овој татковскиот момент и машала сработив доста годинава. Допрва ќе сработвам, ама мислам дека 26-та ќе излезат поќе. Мислам дека веќе имам поќе доволно песни за трет албум, ама дали ќе го направам како албум ќе видим. Но некако и не премногу голема разлика дали ќе биде албум или ќе биде сингло, нити па некој купува албуми на крајот на денот. Така што ќе го размислиме тој момент, ама дефинитивно имам многу музика што треба да излезе и се надевам дека годинава ќе биде таа година, иако сите ми велат сега ќе видиш со Малиовиќ време нема да има. А мислам дека ќе најдиме. Мислам дека ќе најдиме време и ќе најдиме начин, чаре мора да се најди, за да се вратиме малце на таа музичката патека. Пошто видеа ќе има, видеата ќе си терат, нема застанување. Пошто редовно работам за други луѓе, прами музики и текстови и спотови што не прам, стално ми велат ајде кога за
тебе. И кога еве ги тука се, спремни се. Ама кога да ги довршам? Крај нема, еве 31 јас уште снимам. Ама затоа после Нова година ќе си земам малце одмор некоја недела, таман дур да поминат тие 40 дена со Малио, да си направиме молитви чуда, да си поминиме празниците фамилиарно. После го поминат тие празниците, и му се фатиме на работа малце пожестоко. Во смисла покрај другото ќе мора да наоѓам време и да правам малце музика. Па шо знаеш, на крај на денот може и Малио ќе почне да прави музика, уште месец-два нема направено, ама добро. Ќе видиме, не го брзаме, не го присилуваме. Тој како што сака. А бога ми кој што гледам како е метнат на татко му и цел век ќе види тој како што сака, ама добро, да не шпекулирам. И така стомачето растеше, си бевме по одмори, летото помина исто така работно, еден тон проекти, видеа, песни, спотој, чуда и така натаму. Есента исто ја поминавме во исчекување и на крај ни се роди Адам. И овој мислам дека може би е најдолгиот декември што сум го имал. Сум не во негативна смисла, далеку од тоа. Ама сам да речам на цело неспиење што го правев претходно, па колку толку од кај 6 сато до кај 12 одспивав во текот на денот, некојаш не спиев, ама ќе надокнад. Јарно, ако си со беблачи и не можеш многу да надокнад. Мислам, не од ти не можеш, едноставно не киш бе брат. Мерак ти. И ти речи некој него учи враце, само враце го држиш, море мерак ми. Како што ќе го научам, ќе го одучам, не е битно, мене ми е мерак. Го држам од ти морам. Добро душа понекогаш без некој не го земиш враца, ама нема врска. Сам да речам, нема поубаво чувство на свето од чувството кое ти заспие детето враца. Не битно дали си станат, седнат, легнат, било како. Во тој момент ништо не е битно. Го имаш најмилото суштество тука, враца. Соцкаво, такво свиткано. Ти му си во моментот се. И заштита, и кревет, и се му си во момент. Преубаво чувство. И му го посакувам на сите во светот да го почне. И то пази, уште не разбира, уште премногу мало, еден месец нема. Значи уште не може да те види чисто, уште не знае ништо. Па тек кога ќе почни да ти реагира, да ти се смее, да ти се радва и така натаму. О, шо ќе види. Па тек тогаш и од дома не ќе ми се излегва, ќе треба уште едно студио да направам таму. Ама па го направам таму, па нема ни да ми се работи. Така баре ќе дојдеш, ќе се работиш, ќе си сјој. Како и да е преубаво чувство и да не звучам ко старите, ама прајте деца. Да ме верват. Сам добро се има навикнувања што треба ги напреш, не е тоа само ќе ти легни награди, ќе ти заспи толку. Ама сам да речам ништо друго не е битно кога се случи тој момент. Ето толку е преубаво. Мисля мене ако ме најдат. 2026 исто така ќе биде година со многу беблаци во нашето блиско обкружување. Што значи кога ќе славиме до година нова година, е тоа ќе биде вате градин хаос, не виден ќе биде, ама ако има луѓе што му е мачно само што му го зборам ова, мене брат убајна ми. Сега ќе си го завршам муабето, ќе си измонтирам емисијата, ќе сјом, ќе си напазарам се што треба за вечер. Едната баба на Адам ќе му направи пица, другата баба селско тавче ќе му направи, тато ќе го купи останатото, ќе си се постелиме дома, си пуштиме ВТВ телевизија, ќе си го гледаме тато во новогодишно руво со новогодишни лабави емисии, ќе си пееме и си свириме убајна. И сега вака дури зборам си велам, а шо па мора долга да емисијата? Деме крај на година, па сад ја должиме, не мора бе брат, можеме и тука да реши. Само ако одговара, ако не знаеш како, кој те праша? Се џабе крстени емисиите кои што се. Така што мислам дека за годинава доста. Наредниот период за празниците малце ќе одморам. Може да ќе манам некоја емисија, може да не знам, не обеќам ништо, ама ако што тргнало најверојатно нема да манам, пошто ќе сакам со син ми да си седам. Како и да е, ви останете на вистинска телевизија. Пошто имаме еден тон емисија, еден тон програма, што ќе ви го разубеде. Гарант нешто имате и пропуштено, сигурно сите ги немате гледано. Јас ги немам сите гледано, ако јас ги снимам. Така што тука ќе ве поздравам и уште еднаш ќе ви посакам најсреќна 2026 година. Само убајни, среќа, здравје и сите марифети и сите желби да ви се исполнат. Среќни да се празниците, може да најубајте празници во годината. Радост и среќа, уживајте си со фамилите, сакајте се, почитувајте се. Отико што видовме годинава, животот толку е еден момент тан и може се да ти смее. Затоа уживајте во моментот, среќна нова и среќни божикни празници. Поздрав и убав ден!